Во времето предвидено токму за разговор во нашето студио, веќе снимивме разговор вчера. Станува збор за изложбата која што се уште во тек од авторката Марина Буревска и тоа насловена како хармонија во мојот колоритен поглед. Станува збор за втора самостојна изложба и еве, токму на самото место разговаравме токму со Марина за нејзините почетоци, нормално идни планови во областа на уметноста, односно сликарството. Така што ве оставам, уживајте во нејзините слики и во разговорот. Марина, пред се како си? Супер, фала ти на прашање. Како си? Мило ми е што еве зборуваме денес, ќе одвоиме барем неколку минути токму за твоето творештво. Пред се чест ни е задоволство што еве тука сме меѓу толку убава позитивна ведра енергија, секогаш кога станува збор нели за изложба, за слики, за уметност. Уметноста секогаш е дејност која што буди креативност барем во секој, особено за оној кој што гледа. Еве ова изложба како последна нели ни е токму иницијатива за да зборуваме на тема уметност, сликарство, токму за твоето творештво. Ајде малку пред се ќе се насочиме малку прво како еве вовед за ова изложба. Како е насловена и еве се околу неа, колку време ја подготуваш и од што се состои? Изложбата е наречена Хармонија во мојот колоритен поглед. На ова изложба се презентирам со 50 дела, изработени во најразлични техники и мотиви, како што се дигитал арт, масло на платно, пастел, акварел, туш и иконографија, каде изобилува една широка палета на бои и од тука и самиот наслов. Која беше иницијативата да се пред се за тематиката, што се состои, значи што можеме да погледнеме тука? Различни мотиви, пейзажи, мртва природа, модерна уметност, иконографијата исто така е тука. Што можеме да кажеме ве за првите почетоци твои? Како се започна со четката, со уметноста, односно визуелното, каква е перцепцијата нормално како уметник, како се гледа светот и што те поттигна нели прво да земиш и да насликаш нешто? Желбата и интересот кон сликарството се појави уште од најрано детство. Започнав како и секој дете со моливот, кој беше дел од моето секојдневие, меѓутоа со текот на времето, како што растев и созревав, навлегував во вештините на сликарството и сватив дека сликарството ќе биде мојата голема љубов. Посериозно и поактивно започнав да се занимавам од 99-та година. Почнав да творам во ателието на мојот наставник, Ѓорѓи Десановски Десано, кој многу ми помогна на почеток, ме воведе во сликарските вештини и ова изложба токму него му ја посветив. Навистина што е поздрав. Еве, тешко ли е да се биде уметник? Мислам дека не е тешко. Пред се, за да се биде уметник и да се успее во уметноста, пред се треба да се има голема љубов, желба и упорност. Колку време е потребно, еве, например, за изработка на еден цртеж, било да станува збор, можеби многу е поразлично потребното време кога станува збор, например, за користење на молив или пак масло на платно. Значи, колку време е потребно, например, еве, за една слика? Секоја техника си одзема одредено време, различно време на изработка. Иконографијата и маслото на платно можам да кажам дека одзема најдолго време. Кога станува збор веќе за сликање, како оди тој процес? Како доаѓаат едноставно идеите? Во кој временски период? Дали можеби идејата стагнира, па одеднаш ти текнува нешто и седнуваш уште веднаш, го црташ тоа, па скица, или можеби дали ти се случило тоа, например, во текот на ноќта, или од што црпиш? Така, кога ќе дојде идејата, времето не е битно во кој период. Може да се случи преку ден да дојде идејата, може да се случи во доцните часови, меѓутоа кога ќе дојде идејата, најдобро е веднаш да се пренесе на платното или на картонот.
Што зборува, мислам, комуницираш ли со другите уметници, сликари, еве со некои што се занимаваат на пример со уметност, било да е професионално или хоби? Да, секако. Можам да кажам дека постојано комуницираме ние уметниците и разговараме за техниките, за начините на изработка, си даваме совети меѓусебно. Си била ли досега, мислам, учесник, еве, ова ли е прва изложба или имаш и други претходно? Ова е моја втора самостојна изложба. Првата моја самостојна изложба се оствари во 2010 година, така да за оваа изложба ми беа потребни 5 години. Така. Сметаш ли дека треба да се брза кога станува збор за цртањето, например, за сликањето, за барем едно уметничко дело? Потребно ли е многу време или треба да се брза, например, да се одреди временски период, например, дека од до, може ли креативноста вака да се забрза како процес и мислам дека нема да излезе она квалитетно ако го забрзате уметноста, сепак си бара време, внимание. Така е. Уметноста си бара време и внимание, посебно за сликарството сметам дека не треба да се брза, дека треба полека и подолго да се работи на една уметничка слика. Колку повеќе се работи на една уметничка слика, толку покомплетно ќе биде делото на крај. Така, што велат еве критичарите, да кажеме така, токму за твоето творештво? Можам да кажам дека од оваа втора самостојна изложба дека сум многу задоволна од сите критики, бидејќи беа позитивни, што мене ме прави особено среќна и сум горда на тоа. Дали твоето образование е стрикно насочено кон уметност, односно ликовна академија можеби, или чисто само како хоби? Го развиваш сликарството, да речем, уметноста? Мојата професија сосема различна од уметноста. Завршив на туризам во Охрид, меѓутоа ова е сликарството ми е хоби. Колку време посветуваш, секој ден или на сликање или? Секој ден. Буквално секој ден? Буквално секој ден. Што навистина е реткост. Еве, ти се случило ли да погрешиш, например? Си ја направила, например, сликата можеби околу половина, можеби повеќе од половина е завршена и си погрешила, например, не знам, можеби за еден потек на четката или со моливот. Што тогаш? Мислам дека не постои грешка во сликарството, постои само на дополнување. Иако сликата не е довршена во одреден период, со текот на време може да се надополнува. И едно дело никогаш во целост не може да биде завршено. Така. Сметаш ли дека во Македонија, во нашиот регион, уметноста е развиена? Кај нас малце е потешко за еден уметник да се бави со уметност, конкретно за сликарство. Меѓутоа пак ќе кажам дека упорноста и жалбата треба секогаш да се присутни, за на крај да има успех. Дали уметноста, сликарството како хоби е скапо? Скапо е. И тоа многу мислам дека. Скапо е, да. Може би едно од најскапите. Може да слободно да кажеме. Скапо е, да, меѓутоа, како што и претходно кажав, доколку постои љубов, се може да се постигне. Планираш ли нешто ново? Вака, например, еве, самата укажа дека секој ден сликаш. Планираш можеби некогаш, еве, да ти се досади едноставно да речеш па нема. Едноставно доволно ми е повеќе, не сликам, не цртам. Би успеала ли, еве, без тие бои? Така, може да се случи кога и да се осетам уморно, можам да застанам, да се одморам, меѓутоа потоа пак продолжувам. Еве, можам да напоменам неодамнешни активности. Член сум на Сдруженијето на уметнички ракотворци на Битола, кој постои веќе 12 години. И тоа за мене представува уште една прилика пред се да се покажам како ракотворец и се надевам дека иднината понатаму ќе биде творечка и пред крај се уште многу успеси. Еве па и самата укажа дека си веќе член на одредено здружение кое што милува или негува уметност од различни аспекти. Колку се придобивките, да речеме, која е твојата активност, твоето членство, например, како дел, што досега, например, си научила, што очекуваш, например, од самото здружение?
Позитивноста во самото здружение е пред се дружбата со сите членови. Еве во оваа прилика да ги поздравам. И тоа што секој ракотворец има прилика да ги изложи своите дела и секако дека на крај ќе има придобивки. Што е твоите идни планови, кои се например во иднина, што да направиш, можеби нешто поспецифично во областа на уметноста, да се изделиш например на некој начин од сите уметници. Мора да бидеме реални дека сепак не се многу малку уметници, не само во Битола и пошироко, нели, сепак има талентирани поединци кои што сакаат, нели, да се искажат себе си на некој начин во било која област од уметноста, нели, постојат различни техники на изразување, како што можеме, нели, да погледнеме и тука. Уметници има доста, посебно во Битола, можам да кажам, меѓутоа не сите се активни. Моите планови се и понатаму да продолжам да творам, се повеќе да ги усовршувам моите техники и да истражувам нешто ново. Еве за крај што можеме да кажеме, например, до нашите гледачи, што е она што уметноста го предизвикува кај уметникот, како нешто специфично каде што можеби некој еве се уште се мисли дали да земе, например, да слика нешто, или што е таа емоција која што остава кај уметникот, еве поттик за во иднина упорно да се усовршува, бидејќи навистина не е лесно да се црта, да се слика. Сепак потребна е концентрација, време, енергија. Лесно е кога ќе се погледне или вака фотографија, слика, но позади таа слика, фотографија стои многу време, енергија, потребни материјали и се останато. Секој оној кој што има талент, да не го крие талентот, да го надоградува, и да продолжи да твори, да не се откажува. Иако е кај нас тешко, еве како апел за сите талентирани луѓе, никогаш да не се откажуваат, бидејќи порано или покасно, секогаш на крај ќе има позитивен резултат. Така. Ти благодарам и ти посакувам многу успеси. Ти благодарам и тебе. За тебе јас би се сменил и на друга планета би се преселил и се што не знам за тебе би научил. Ти само подај ми рака да те водам кај што не си била никогаш. Ти само треба да посакаш. Јас сум тука, сите желби да ги исполнам. И ако треба, звездите од небо ќе ги
da se razbudam.